Коронавирусот и натаму не дозволува музичката култура да се експонира онака како што треба да се експонира, меѓутоа па од друга страна не може ниту да ги сопре музичарите да го прават тоа што најдобро знаат да го прават. Вечерва во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци гостува брас квартет од Скопје и вака Македонски брас квартет. Македонски брас квартет. Так. Меѓутоа тебе кога ќе те видам, одма нешто подсвесно за себе си размислам, Македонски брас квартет од Скопје, Кавадарчани. Пола од Македонски брас квартет сме кавадарчани, двајца, тоа Два на два сме со Скопје. Слободно може да го кажеме кавадаречки брас квартет, се шала малку. Александар Златевски. Јас сум еден од членовите на брас квартетот, едниот кавадарчанец, другиот кавадарчанец е Стојанче Косовски, исто на труба, третиот член е Владан Дробицки на тромбон и Горан Јанев на хорна. Сите сме вработени во Национална опера и балет, сите сме водачи на своите групи, така да еден убав состав. Тие што ве знаат дека вака за малку поголеми концерти може да станете и квинтет, ама не е трубачки, него взимате тапанар, нели? Се има други состави, но ние сме Македонски брас квартет кој што веќе 11 години функционираме. Оваа година благодарение на Министерство за култура, голема благодарност и до директорката, морам да кажам, Јулијана, за овозможената ситуација која што со еден збор направи да го реализираме овој концерт баш во сабота, што моментално пошто од короната време немаше, најднаш се отворија простор за концерти за вакво и сега секој датум го бараме да го исполниме. Добро, од понеделник до петок сте на работа. И сме на работа и овака концерт. Вчера бевме во кај бевме, не знам, по овие денови долго концерти имаме со Македонски брас квартет во Штип, во Центрот за култура, денес тука, утре имаме генерална проба Аида во Скопје, во понеделник 31 затварање на мајски оперски вечери. Тоест оваа година нема мајски оперски вечери, него така како едно јубилејно затварање на со Аида во опера, така да сме нон-стоп од кога почна малку периодот да свириме зафатени. Што кавадарчани слушаат вечерва? Вечерва свириме една класична програма, Македонски брас квартет, кој што не е нешто забавно, е баш буквално класична програма, целовечерен концерт, адаптиран за 40 минути. Мешани автори или? Мешани автори, да, Хендел, Вивалди, повеќе. Некои наши нема? Нема наши, за жал. Колку години се дружи со трубата, ти конкретно? Јас лично конкретно се дружам од моите 7 години возраст, значи скоро многу години, 25-6 Сакам да речам, требаше у политичари додеш по веб политички би одговарал. Многу години од кога памтам за себе, што се вика, со трубата од малечко дете, куфер голем, опе сега големо дете, веќе и без... Кажи ми, си размислувал за... или го работиш може би веќе тоа, ама јас не знам за тоа ќе да прашам. Наставник, учител по труба? Па, нели, ние како поединци музичари, таква не е природата на инструментите, кај што секој да кажам, поистекнат музичар, својствено е да некој пат во животот да дојде да стане професор, наставник и такви работи, така да ги го чекаме моментот, дај Боже да биде. Те викаат ли другите групи вака да свири со нив? Јас лично имам уште два состави, кај што свирам, тоа е Македонски брас квинтет, кај што спомна. Имам секстет, тоа е брастет по име, брастет Скопје, така да јас лично сум зафатен прилично многу и приватно вон опера и балет. Исто и секој од нас има своја друга група како трио, квинтет, некои такви работи, така да супер функционира. А освен овие класични концерти, па свириме, јас лично со дел од колегата, еден од колегите, свириме во Биг бендот на Македонска радиотелевизија, кој што за жал чат-пат постои, чат-пат не постои, понекогаш има само по некој концерт на овако. Се надеваме дека ќе профункционира повторно, да можеме да земеме учество и таму, исто и тоа е дел од музиката кој што сакаме да ја интерпретираме. Па се надеваме дека ќе продолжи да работи она како што застана на времето со многу концерти. Оваа вечер четворица. Кој знае, здраве Боже, следниот месец 5, па наредниот 6. Така си, да сме живи и здрави. Така ќе си ги редиме. Брас, квартет, квинтет, секстет, не е битно, битно е дека битно да има културни збизнувања, класична музика, малце да слушне
публиката повише во она што го слуша како поп и не ти знам што други работи. Ние тоа го учиме, тоа го работиме, па сакаме да го представиме, па ми е многу мило пред домашната публика, малци, нашата класична изvedба на композициите. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.